Британскиот кралски пар Кейт Мидлтон и принцот Вилијам одбележаа значаен јубилеј 15 години брак и тоа на начин кој целосно ги освои симпатиите на јавноста. Наместо формална фотографија, тие избраа топол и природен семеен момент, споделувајќи фотографија на која лежат во трева заедно со нивните 3 деца во опуштено и лежерно издание. Фотографијата е направена за време на нивниот престој во Корнвол на почетокот од април, а на неа може да се види целото семејство во хармонична и неформална атмосфера, придружени и од нивното куќе. Наместо строг кралски протокол доминира природноста, насмевки, блискост и семејна топлина. Кейт, која има 44 години, се појавува во елегантен, но сепак опуштен стил, кашмирски джемпер со црно-бели риги во комбинација со бели панталони, додека Вилијам е во сини шорцеви и темно-зелена маичка. Нивните деца, принц Џорџ, принцесата Шарлот и принц Луис, исто така се во летни лежерни комбинации, маички и шорцеви, што дополнително ја нагласува природната атмосфера на фотографијата. Македонскиот пејач Мартинијан Кириловски ја круниса долгогодишната љубов со романтичен чин во срцето на Италија. За време на нивното патување во Рим, тој ја побара раката на својата партнерка Лара Денковиќ, со која е во врска речиси 4 години. Запросувањето се случило во еден од римските ресторани со поглед кон Колосеум, каде што Кириловски во интимна и емотивна атмосфера клекнал на колено и подал свршенички прстен. Изненадена, но очигледно пресрекна, Лара без двоумење прифатила, пошто следувал аплауз од присутните гости. Двојката моментот го споделе и на социјалните мрежи, објавувајќи видео од самото запросување, како и фотографии од прошетката низ Вила Боргезе. На нив се гледа како уживаат во романтична атмосфера, пловејќи со чамец по езерцето, додека Лара гордо го покажува прстенот. Одборот за доделување на државната награда 11 октомври распиша конкурс за доделување на државната награда 11 октомври во 2026 година. Со оваа награда се оддава највисоко признание за животно дело во областа на науката, уметноста, стопанството и во другите дејности од јавен интерес на Македонија. Државната награда се доделува на поединци, група творци, екипи, установи, трговски друштва и здруженија на граѓани од земјава. Државната награда под условите определени во конкурсот може да се додели и на странски државјани, група творци, екипи и институции од странство од јавен интерес на Република Македонија. Конкурсот ќе трае од 1 до 30 мај 2026 година. Поради најавените неповолни временски услови и можноста за дожд, организаторите на фестивалот Today It's All About Jest, Volume 10, донесоа одлука да ја променат локацијата на настанот. Наместо на отворено во парк Ибни Пајко, концертите ќе се одржат во салата на Македонската филхармонија во Скопје. И покрај промената, програмата останува непроменета, а публиката ќе има можност да ужива во целодневен джез маратон со домашни и меѓународни изведувачи. Организаторите најавуваат дека енергијата, квалитетот и атмосферата ќе останат на истото високо ниво, само во затворен и покомфорен простор.